Со или без СДСМ, лидерска ќе има. Премиерот Мицкоски утре после пладне ќе ги собере лидерите на политичките партии застапени во собранието да разговараат за поширока агенда, од укинувањето на пржинската влада преку реформите во правосудството па се до изборот на народен правобранител. Тема ќе биде и обструкциите што ги прави партијата на Ахмети во собранието, но дали тие воопшто ќе испратат свој представник Генералното собрание на ДУИ опсежно ќе анализира на седница. Интегративците остануваат на барањето да има предвремени парламентарни избори и доколку присуствуваат, тоа ќе биде една од точките што би ја додале на дневниот ред. Одлуката дали ќе се појави или не на лидерска средба ќе се донесе зависно од дискусиите на членовите на Генералниот совет. Како државотворна партија ние секогаш сме се залагале за суштински диалог со добро утврдена агенда. За утрешната средба предложен опширен дневен ред и затоа во нашите редови постојат дилемите околу учеството, околу тоа што и како понатаму. Затоа и опсежно ќе се анализира дали да се оди на средбата. Освен барањето за избори, се очекува ДУИ да испорача и нови барања, како што е воведувањето на Бадентер при изборот на влада и одлучувањето во Уставниот суд. За разлика од ДУИ, СДСМ и Филипче решија да се самоизолираат. Преку соопштение повторија дека тие се против укинувањето на техничката влада, а за другите теми не сакале да седат на маса и да разговараат со криминалци. Во вакви услови, укинувањето на техничката влада би значило директен удар врз демократијата и загрозување на волјата на граѓаните. Техничката влада мора да остане и СДСМ ќе ги искористи сите демократски механизми да го заштити изборниот процес и слободната волја на граѓаните. До сега присуството на средбата го потврди освен владачката вреди и од левица, а Пасиев ќе бара тема да биде и воведувањето на една изборна единица и еднаков медиумски пристап за сите партии. Барање испорача и непарламентарната партија Дом, која исто така сака да се дебатира за воведување една изборна единица. Инаку владачката вреди се согласува со ставот на премиерот дека пржинска влада е непотребна и треба да се укине. Спикерот Гаши беше дециден дека технички влади за предвремени избори не е угледно, особено за земја членка на НАТО.